Во автентичен амбиент на ridestите предели на селото Очипала, оддалечено само неколку километри од Делчево, на 4 јули беше промовирана монографијата со наслов Јовановска мала во селото Очипала од авторката Славица Цветкова. На промоцијата присуствуваат членови на семејствата од овој крај, од околината, како и раселени низ државата и во Америка. Меѓу нив и градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски. Иницијаторот за издавање на монографијата Радко Димитровски со емоции изборуваше за мотивите да се издаде дело во кое ќе бидат забележани сите позначајни документи и факти поврзани со животот и историјата на овие простори. Поривот на секое живо суштество да го влече према местото каде што е роден е основниот мотив на ова моја желба да се издаде едно дело во кое што ќе се прикаже битисувањето, живеањето, стварањето на овие простори кои што сега се наоѓаме. Значи, јас сум роден овде, на 100 метри од ова место. Овде сум бил до своји 6 години, меѓутоа редовно до 6 години, понатаму до своји 12-13 години, 15 години, постојано секое лето сум битисувал овде и овде сум раснал. И заради тоа, најубавите моменти во животот, најубавите сеќавања кои што се стекнуваат кај човек, ги имам од овде како убави, заради тоа што знаеме дека во тие моменти секој размислува позитивно за тоа. Не се мачи, не ги има маките, тешкотиите кои што ги имаме сега понатаму во животот. Тоа беше основната идеја, да се издаде едно сведоштво за овој настан. Би сакал уште ова да допринесе да се направи еден поврат на луѓето, односно да се овозможи на одреден број на луѓе да се вратат овде за да екзистираат постојано. Авторката Славица Цветкова се пожали на обемната работа и вложен труд околу истражувањето и подготовката за создавање на делото. Во книгата е составена од 3 дела. Во првиот дел ја давам личната карта на селото Очипала, каде што е составен дел Јовановска мала, вториот дел е на посветен на Јовановска мала, а во третиот дел е содржано генеалошкото стебло на родот Јовановци. Во двата дела покрај за родот Јовановци и за Очипалци давам исцрпни податоци за постанокот на селото, за името, за стопанството, начинот на живење, за етнолошките карактеристики на селаните, за дружбите, ќе сретнат и народни песни, ќе ги сретнат и обичаите од животниот циклус, трудовите обичаи, ќе се сретнат со верувања, со кажувања на постарите очипалци. Градоначалникот Горан Трајковски ја искажа поддршката што општина Делчево им ја пружа на руралните средини, како во делот на инфраструктурата, така и во културните активности. Ние како локална самоуправа, овде бидејќи се градат и објекти, можеме да ги создадеме условите кои што ги создава локалната самоуправа, односно пристапните патишта имаат проблем и со електричната енергија, која што ние не сме надлежни за тоа, но можеме да излобираме за да овде биде на некој стабилно ниво оваа електрична енергија, за да се развива и селскиот туризам во општина Делчево. Ова е еден прекрасен објект кој што верувам дека ќе даде поттик и на други луѓе во општина Делчево за да го развиваат селскиот туризам и преку програмите на ИПАРД, за да створиме конекција, да може да имаат да добијат средства и сето тоа да иде, реков, во насока на развој на селскиот туризам и задржување и на луѓето овде, но и на начин за да се привлечат туристи во нашиот регион. На промоцијата на монографијата свој сеќавања и сведоштва евоцираа повозрасни жители од лозата на Јовановци, кои не ја крија возбудата овде во ова мало да се промовира дело кое ќе ги овековечи нивното минато и сегашност.